Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Сонцето е извор на живот, влие врз имунитетот преку витаминот Д, но треба паметно и правилно да го користиме, бидејќи кожата старее од сонцето и при тоа ја памети секоја изгореница, од раното детство до зрелите години. Дали пролетното сонце е подеднакво штетно како и летното? Дали тоа влие врз кожата со УВ зраците, дури и кога не го гледаме? Кога е облачно? Како да го зачуваме здравието на кожата, ќе ни појасни професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог во Аџибадем, Систина. Разговорот следува по рекламниот блок. Можеме ли да уживаме на сонцето без да се изложиме на ризик? Ке го запрашаме професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог во Аџибадем, Систина. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. На вашето прашање дали можеме и треба да уживаме, но за да уживаме треба да знаеме да се заштитиме. Сонцето е генерално извор на позитивни чувства кај луѓето. И има и своји позитивни лековити, да кажам, делови, меѓутоа од аспект на кожата, сонцето е нешто што треба максимално да се избегнува, а за да се искомбинираат и уживањето, како што вие спомнавте, и заштитата од сонце, заради тоа постојат заштитни кремови за сонце кои содржат високи концентрации на фактор за заштита од сонце и доколку тие се употребуваат, можеме во исто време и да уживаме на сонцето, а да бидеме сосема сигурни дека сме заштитени. Треба да следиме одредени протоколи, паметно да се изложуваме на сонце со одредена заштита. Каква ќе е таа заштита, ќе ни појасните во текот на емисијата, бидејќи има креми со најразличен фактор, но за тоа малку подоцна ќе започнеме од тоа дека кожата ја памети секоја изгореница од детството до зрелите години. И сега таа меморија на кожата, на каков начин влие врз нејзиното здравје? Што значи тоа, памети? Па кожата всушност цело време е изложена на дворешно влијание. И ние често пати очекуваме штетното дејство од нешто, некаков фактор да се случи во моментот и мислиме дека после тоа сето тоа поминува, да речеме некоја изгореница која се случила, поминала, сме биле млади, сме биле на плажа, сме се сончале без заштита и мислиме дека со тоа кога завршила изгореницата завршило се. Меѓутоа не е така. Она што треба да го знаеме е дека кожата, тој имунолошки систем на кожата има клетки кои ги меморираат тие сигнали и кои ги трансферираат до остатокот од клетките на кожата и кои во одреден период може да покажат одредени отстапувања од нормалата под влијание на таа мутагенеза или карциногенеза која се одвива со текот на годините и може да доведе до појава на одредени промени на кожата, одредени карциноми на кожата, многу години по изложувањето интензивни на сончево зрачење. Имаме доста такви пациенти во амбулантите кои кажуваат: докторе, јас сум живеела или не знам, во Африка или во Тексас на место каде што има многу сончеви денови, силно сонце. И сега не се сонча, меѓутоа сите овие промени што ги гледате, а гледаме бројни промени, се резултат на тоа што претходно се случувало. А дали пролетното сонце подеднакво штетно како и летното? Еве, овие денови е променливо облачно, на моменти е сонцето појако, на моменти е зад облаци. Може ли да ни наштети кога не го гледаме, кога е зад облаците? Па, генерално сонцето е послабо кога е зад облаците, но тоа не значи дека нема никакво влијание. Често пати се случува да изгориме дури и кога е времето облачно, ако се работи, значи особено ако сме на планина. И тоа се чести случувања кои ги имаме, особено скијачите кои скијат знаат често да речат да немаше воопшто сонце, а потоа сме изгореле заради тоа што тоа сонце делува и низ облаците и ние треба секогаш да водиме сметка дека мора да се заштитиме од и од УВА и од УВБ зраците, особено кои се докажан канцероген. За Светската здравствена организација тие се докажан канцероген кој треба да се избегнува. Значи и УВА и УВБ подеднакво можат да направат проблем. Споминавте дека сонцето влие врз многу аспекти од нашиот живот, врз расположението, ете ќе огрее сонце, сите велиме се чувствуваме добро.
Знаеме дека кожата всушност кога е изложена на сонце го синтетизира витаминот D кој што е одговорен за нашиот имунитет. Во кој дел од денот може да се синтетизира витаминот D под влијание на сонцето? Па кога сме изложени на сонце, во суштина треба ултравиолетовото тој зависи од UV индексот и колку е посилен, има некој минимален, мислам, некаде 2-3 UV индекс за да почне да се создава овој холекалциферол или витамин D кој има неколку своји аналози, подваријанти. Предноста наша како земја е што ние имаме многу сонце и што користејќи го само влијанието на сонцето ние можеме да имаме доволна количина на особено но сепак се забележува дефицит на витамин D кај нашето население, да, се забележува доста заради тоа што се криеме од сонце. Да, и заради тоа и навиките од живот, што дека има сонце, кога дел од нашите младите децата седат пред компјутер во соба темна, затворени, колку е потемна, толку им личи дека им е попријатно за не можеме да ги натераме да излезат надвор. Не може да ги натераме да излезат надвор, така да од тој аспект. При нашето работно време е нашето работно време, работиме долго, се подолго и подолго се работи, луѓето се повеќе се во трка, да кажам, со работата, со бизнисот, со сето она што го носи денес современиот живот и заради тоа се тие суплементи кои на некој начин го надокнадуваат она што нормално би се синтетизирало од страна на самиот организам под влијание на сонцето. Тој холекалциферол или дехидрохолекалциферол кој потоа се мери во крвта и кој е индикатор, да кажеме, за помеѓу другото и за имунолошкиот систем. Луѓето кои повеќе работат, колегите ендокринолози, имунолози, кажуваат дека тој има свое влијание и на имунолошкиот и на ендокриниот систем и заради тоа е многу значен. Вие како дерматолог не советувате да го синтетизираме сите ние преку кожата овој витамин D на природен начин или сепак со суплементација да се задоволат потребите? Не, кога се изложуваме на сонце, дури со заштитен фактор, ние не ги блокираме 100% ултравиолетовите зраци. Значи, ние пропуштаме дел од ултравиолетовите зраци кои може да бидат доволни за да се синтетизира овој витамин. Особено во Македонија, земја со многу сончеви денови, каде што сонцето летно време е од 5 часот наутре па до 20, до 21 некоја часот летно време. Спрема мене нешто што треба да се користи, но да се користи со усул, што би рекол. Умерено. На народот, умерено, со заштита, да се избегнат штетните дејства, а да ги користиме овие позитивни ефекти за кои зборуваме и за расположението, и на синтезата на витамин D и други функции. Сонцето е лек за одредени кожни болести. Да речеме за псоријазата, сонцето е лек. Псоријаза се лечи со сонце. Ние таму кај што нема сонце ги сончаме во кабини со ултравиолетови зраци. Но тоа се одредени болести кај што се користи и се почнува со постепено прилагодување, значи на минутажата. Тоа им го советуваме ние на пациентите кога ќе дојдат. Не веднаш па и ние и за нас важи. Не да останеме првиот ден цел ден на сонце да изгориме, бидејќи логично е кога ви недостасува одмор, едве го чекате првиот ден и некако сите сме онака претерано опуштени и тој прв ден обично е потоа ги прави последиците, ги прави да кажам и немирот во подосечниот дел од одмора, заради тоа треба постепено да се изложуваме на сонце, да го избегнуваме оној шпицот на денот кога е најинтензивно сонцето, од 12 до 16 часот нема што да се сончаме без потреба, тоа е пржење, тоа е горење на сонцето. А да претходниот период се изложуваме со потреба на заштитни фактори за сонце. Споменавте дека не постои заштитен фактор што 100% ќе ги блокира UV зраците. Не, дури и фактор 100 не ги блокира 100%. Тоа сака да прашам. Фактор, кој ќе купиме фактор 100. Да. Тоа значи не, помеѓу фактор 100 и фактор 50 разликата е некаде 1% во блокирањето на ултравиолетовите зраци. Затоа фактор 50 е сосема доволно. Значи, за да се заштитиме, фактор 50 ги абсорбира 97% од зраците. И сега разликата од 1% многу нема да игра улога. Се разбира за одредени... А ќе влие врз лажната самодоверба дека нема да ни се случи ништо, нели? Ќе нанесеме фактор 100 и сметаме дека сме сосема заштитени. Денес сите компании почнаа порано него произведува, сите денес почнаа сите. Мислам дека има некои забрани ако не се лажам во одредени делови на светот. Стотка не смее да биде нанесена. Ова година баш повеќе ги гледам повеќе од компаниите, а меѓутоа во суштина фактор 50 е сосема нешто што е доволно, а Европската унија има регулатива кај што во секоја козметика има фактор 20.
секоја козметика што употребуваат дамите има фактор 20 натре. Не креми што се за лица. За дневните кремови, не зборувам за ноќните кремови. Значи имаат фактор 20. Да, за да бидат тоа е минимум заштита што мора да се постигне. Затоа што инаку ако ставите вие еден крем кој е без никаков фактор на лицето, вие само уште повеќе ќе интензивирате влијанието на сонцето и изгореницата што ќе се јави. Значи дневниот крем мора да содржи фактор, да внимаваме на тоа. Да внимаваме да има. Споминавте дека повеќето има 20 фактор. Кога купуваме креми за сончење, најкогаш е наведено 20 плюс, 30 плюс, 15 плюс, 50 плюс. Има ли голема разлика во заштитата помеѓу 30 плюс и 50 плюс? Има, помеѓу 30 и 50 има голема разлика во заштитата. Се смета дека фактор 50 ги блокира 97% од зраците. Кај фактор 30 тоа е значајно понизок процент на блокирање на ултравиолетовите зраци. Заради тоа, мојот совет е да летно време, кога е најинтензивно сонцето, барем на почетокот да се користи фактор 50, а потоа кога веќе кожата ќе го развие својот природен одбранбен систем, значи кога ќе потемне малку, кога ќе на некој начин почне самата да се адаптира на сонцето, тогаш може да се прејде на понизок заштитен фактор. Ама првите денови да се експериментира со низок заштитен фактор е непотребно да изгори кожата, непотребно да се изложиме на штетното влијание на сонцето и со тоа ништо не сме постигнале. Често пати оној ефект што сакаме да го постигнеме, да се види дека сме биле на плажа или сме се одморили и изгледаме свежо, ќе го постигнеме и со употреба на фактор 50. Професоре, а треба ли да внимаваме на тоа каков тип на филтри содржа, дали се тие хемиски или пак минерални, односно физички филтри? Важно ли е тоа или не? Па тоа е важно, да речеме во Америка хемиски филтри нема. FDA нема одобрена употреба на хемиски филтри, иако они веќе долги години нешто размислуваат да менуваат во својата регулатива, ама никако да дадат дозвола на тие хемиски филтри. Америка е доста конзервативна во тој дел. Они одат со физичките филтри, со блокада, со вообичаено е тоа цинк оксид натре и тоа е тие креми што стават всушност бела трага на кожата. На кожата, потоа ќе ги познаете, а и на самата декларација пишува минерални филтри или на англиски mineral filters. И тоа треба да го гледаат оние кои сакаат да користат таков тип на филтри, тие механички го блокираат сонцето, немаат хемикали внатре кои ја го блокираат ултравиолетовото зрачење и во дел од светот, да кажам, како што спомнав, Америка се оние кои се препорачуваат. Во Европа се дозволени и едните и другите. Вие што препорачувате? Па ние сме, европскиот пазар е повеќе навикнат на хемиските филтри. Меѓутоа, кога се работи за некоја личност која е алергична, која прави реакција на одредени хемикали, или кога се работи на личност која, да речеме, има кожа склона кон акни, или ако се работи за премногу млад човек, да кажам, кога се работи за бебе, тогаш употребата на овие физички блокатори нешто што мислам дека е посоодветно да се користи, ги минимизира ризиците од било каков тип, инаку сите други остатокот од популацијата. Но сега и тука има уште една дилема кај минералните филтри, дали тие филтри имаат не наноголемина и наноголемина, односно тие што се со наноголемина наводно можеле да се впијат во кожата и да направат некакви проблеми со органите, особено кај децата. Да внимаваме ли на тоа? Не, па треба да се внимава на се, ама не треба да се претерува, заради тоа што сега тоа се повеќе академски дискусии. Тоа е, да речеме сега, тие трендови, особено во медицината и во техничките средства кои го користиме, пиколие, нанолие, повеќе се тренд, отколку што нешто на вистина има значајна разлика, така да треба да се внимава на се. Најважно е да бидат хипоалергени средствата, да бидат без парабен, да бидат без парфеми, да бидат нешто што е од сертифициран медицински производител. Во тој дел тоа е она што можам да им го препорачам на вашите гледачи и на граѓаните. Не само не е битно дали се од домашен производител или од странски производител,
битно е да тоа е дерматолошки тестиран производ. Да не е нешто што сме го нашле во првата продавница, а не знаеме ни кој го произведува, ни од каде, ни што е внатре ставено, ни како е чуван производот. Затоа што има некои со природни средства внатре, кои што содржат кокос. Кокосот ќе на заштита, кокосовото масло кога се намачкаме со него е... Не, нема да не заштити, тој ќе направи побрзо да изгориме и да потемнеме, меѓутоа нема да не заштити, но има голем дел од производи кои уште од времето се користат, кај што има доста такви адитиви кои се ставаат, но важно е да не биде тоа само голо кокосово масло без заштитен фактор внатре, затоа што на тој начин само побрзо ќе изгори. Само ќе изгориме. Така, вела дека многу важно да го знаеме сопствениот фототип на кожата. Што е тоа фототип на кожа? Па фототип на кожата, значи кожата има различна е кај различни луѓе и таа има различни фототипови, што значи дека имаме луѓе кои се сосема бели, тоа е фототип 1, и имаме луѓе кои се црни, да кажем, кај црната популација, кои е другата крајност на спектрумот. Тие се од 1 до 7 се поделени. И вообичаено е да се очекува дека нашата популација, која живее тука, е некаде 2, некои и 3, значи тоа е оној кај што се медитеранскиот тип или делот хиспано луѓето, делот популацијата која што живее на Медитеранот има тип 3. Меѓутоа вообичаено оние што се посветли со побела се тип 2. Тип 1 е тотално отсутство на пигмент, тоа е албино тип на кожа. Таа кожа најлесно гори и таа кожа не смее да се изложува на сонце. А има ли кожа што не гори? Па нема кожа што не гори, дури и тип 7 кожа, дури кожата на црнците во кои мислиме дека ете никога не може да изгорат, и таа гори, и на црната кожа исто така може да се развијат и карциноми на кожата и меланом. Значи тоа не е исклучено, многу е поретко, меѓутоа не е исклучено, така да затоа кожата, секоја кожа треба да се заштити. Вела дека кожата старе под влијание на сонцето, тоа се опишува со еден термин фотостарење. Дали брчките на кожата се директно поврзани со сончевите зраци? Тоа е точно, меѓутоа тоа не е апсолутниот фактор за старење на кожата, тоа е најважниот фактор за старење на кожата и затоа често пати кога ќе дојдат и ме прашаат кој е најдобриот лек против старење, особено побавиот, иако денеска сите генерални мажите се заинтересирани, меѓутоа многу повеќе се жените, што е нормално. Кога ќе ме прашаат кој е идеалниот лек против старење, идеален лек е заштитен фактор за сонце. Значи тоа е она што најмногу може да помогне. И голем дел од тие брчки што се јавуваат на кожата се резултат на влијанието на ултравиолетовите А и Б зраци со тек на серија на години наназад. Но не е само тоа, значи дел од брчките се резултат на гестикулацијата. Тие се решаваат со поинакви методи, со ботулинум токсин, популарниот ботокс или со некои други средства. Тоа е резултат на темпераментот на човекот, на карактерот на човекот, на генетиката, на типот како гестикулира, дали се смее, дали е намрштен. И во зависност од тоа се распоредени тие брчки на телото, меѓутоа статичките брчки, рапавата кожа, кожата која е задебелена и сушена и тие преканцерози и карциноми на кожата настануваат најмногу под влијание на ултравиолетовите зраци од сонцето. Има и фотографии кои што покажуваат луѓе, да речеме, кои што возат камион и кога биле изложени повеќе на сонце од едната страна на лицето, таму имаат повеќе брчки во споредба со другата. Значи може дури лицето да не старее подеднакво. Не старее подеднакво. Доколку едната страна, да речеме, од лицето повеќе изложена на сонце. Тоа е точно. И се забележува дека таа страна на лицето што е повеќе изложена на сонце или раката што е повеќе изложена на сонце, често пати кај возачите, кај оние што спомната вие професионални возачи, шофери, значи што возат долготрајно, на левата рака често пати се јавуваат дел од промените. Значи преку стакло, преку прозорец навлегуваат. Преку стакло. Продираат преку стакло и може да влијаат на кожата. Значи тие места на кои што почесто сме гореле, на кожата ќе стареат побрзо? Да. Во споредба со останатите. Па тој дел од кожата старее побрзо, да речеме изложените делови на сонце стареат побрзо, како што е лицето, како што се рацете. Тие стареат побрзо, да речеме, од некои други дел, деколтето, оној дел што е изложен кај оној дел што е скриен, значи што е покриен со облеката, значи промените од сонцето се практично невидливи. Професоре, како потемнува кожата под влијание на сонце?
Под влијание на сонце се стимулираат меланоцитите, тоа се едни клетки кои се наоѓаат, сега вака малку поедноставно да објаснам, тие не се главните клетки во кожата, ама помеѓу основните клетки на кожата што се нарекуваат кератиноцит, помеѓу секој од нив постои и меланоцит. И тој меланоцит он има како пипци, како еден октопод, да речеме, со своите пипци насекаде, и тој го вбризгува пигментот во овие околните клетки. Он го создава пигментот, има своји специјализирани делови кои продуцираат пигмент, се нарекуваат меланозоми, и тоа се вбризгува во околните клетки, на тој начин кожата го добива својот тен. Тоа или темнење на кожата, со тоа што за да тоа се случи, потребно е ултравиолетово зрачење, потребно е сонце. Така да повторно сме во тој, да кажам, таа линија помеѓу штетното влијание на сонцето и она позитивно влијание на сонцето, помеѓу другото тоа создава и нели пигмент, да човек личи поздраво, да не биде бел, да не биде блед. Често пати јас се сеќавам уште деца кога сме биле ке види некој од бабите и ќе каже што си тако бел, кога излези на сонце да тоа асоцира те фати боја, тоа асоцира на здравје на така да тоа е дел што треба да се користи, меѓутоа повторно кажам да тоа биде она што и вие го спомнавте паметно, да биде со употреба на заштитен фактор за сонце, а тој пигмент има свое влијание и во одбрамбената функција потоа на кожата на организмот. Порано, пред оваа ера сега кај што солариумите ги забрануваме, се сметаше дека може да се постигне еден харденинг ефект, се вика тоа, или едно зацврстување на кожата со постепено изложување на сонце. Тој се препорачуваше пред да одиме на плажа, всушност да посетиме солариум. Сега тоа е забрането. Во најголем дел од земјите сосема забрането, во дел каде што постои е со силна регулатива која го контролира многу силно тој дел. Бидејќи да речеме, секојаш е земја за како пример Америка, која е најразвиена земја, таму во 60% од државите забранета употреба на солариум. Едноставно не можете да имате солариум, не можете да се бавите со тоа. Во другите во кои е дозволено, во дел е дозволено, во помал дел, таму се регулативите многу ригорозни, контрола на филтрите, инспекции, начин на употреба, кадарот кој го тоа користи и така натаму. Но сепак кај нас ми се чини дека може тоа да се употреби или не? Кај нас се уште дозволено, меѓутоа ние како Сдружение на дерматовенеролози на Македонија не препорачуваме користење на солариуми. Бидејќи секогаш ги информираме граѓаните дека влијанието на солариумите е 24 пати поштетно од влијанието на ултравиолетовото зрачење, за кое веќе зборувавме колку е штетно ако не се изложуваме заштитени. А ова е 24 пати поштетно. А темниот тен денеска е модерен, многу тренди и поради тоа масовно се употребуваат солариумите, за жал. И во оваа работа, како и за сите други работи, веројатно е прашањето на балансот нешто што е суштинско. Значи, она што е ќарта и што е зијаното тоа што ќе го правите. Во случајот со солариумите, зијанот е многу поголем од колку користа што ќе има. А зошто некои луѓе, докторе, односно лицата на некои луѓе не потемнуваат рамномерно и се јавуваат флеки, особено во летниот период? Тоа е поради тоа што генетскиот фактор е исто така нешто што влијае на пигментот што се создава. Тоа се така наречените често пати мелазма се нарекуваат тие флеки кои се јавуваат по лицето. Таа мелазма е резултати на хормоналните влијанија, посебно кај жените, ако има и кај мажи, и на влијанието на ултравиолетовото зрачење. Кога се спојат тие два фактори, влијанието на хормоните, односно генетиката и влијанието на сонцето, се јавуваат тие флеки кои се во дерматологија, особено во естетската дерматологија, доста тешки за третман. Ние се обидуваме со одредени ласери да ги коригираме кога ќе заврши летото. Пред тоа нормално им кажуваме да не употребуваат силни заштитни фактори за сонце и да не употребуваат средства кои предизвикуваат дополнително горење на лицето, пошто има и такви луѓе. И по завршетокот на летото со ласери, различни ласери, ние имаме 5-6, сега ќе имаме еден кај нас во Аџибаден Систина кој специјално ќе се бави со таа проблематика, кој го очекуваме некаде во есента да пристигне, со кој ќе третираме тие пигментации што ги предизвикува сонцето на многу ефикасен начин, но со ласерот се отстранува всушност површно пигментот се отстранува. Значи со сегашните што ги имаме се отстранува површниот слој од кожата.
а со тој што веќе сме во процедура да го добиеме, ќе се делува на отстранување само на пигментот на површината. И тој може да се користи и за тие мелазми, за овие соларни флеки, тоа старење на кожата, оние старачки дамки што ги нарекува народ. Сето тоа ќе може да биде третирано ефикасно со тој тип на лазерски системи. Значи сега во текот на топлите денови, кога УВ факторот ќе биде, УВ индексот ќе биде висок, да се користи секојдневно крем со заштитен фактор, значи не само на плажа, секојдневно. Да, секојдневно треба да се користи крем со за да се спречи појавата на овие флеки. Да, па тоа често пати кога им кажете на пациентите, ви кажуваат: "Абе, добро докторе, како секој ден?" Па што е проблемот? Тоа е 15 секунди работа. За 15 секунди работа, како што миете раце кога одите да ставите крем и да го измачкате целото лице, тоа не е дискомфорт во животот или не знам каква некоја жртва што треба да ја направите. Едноставно се работи за навика, за здравствена култура која треба да ја сите применуваме. Точно е дека не сите, и ние докторите не секогаш се придржуваме до тоа, меѓутоа треба сите да се трудиме што повеќе да го почитуваме она што медицината денеска го има утврдено. Тоа е дека ултравиолетовите А и Б зраци се канцероген и дека треба да се заштитиме. Има креми за избелување на кожата пред се на овие сончеви флеки. Што велите за нив, дали имаат ефект и смеат ли да се применуваат во топлите денови? Пролетните, летните? Летно време не. Сега може овие денови? Пролетта, крајот на пролета? Тоа треба да го остават оние што имаат намера тоа да го прават, на есен да го прават. Вообичаено тоа се со ретиноиди внатре, значи тоа е дериват на витамина А, третиноин, кој е едно средство за депигментација, тој го има и во препаратите за подмладување, да речеме, за ревенација, ретинол, да. Меѓутоа исто така делува и на отстранување, па и тоа е на некој начин подмладување, отстранување и на флеките на лицето. И тоа може да се користи, меѓутоа да се користи навечер ако се користи во овој период, не преку ден. Тоа е мојата препорака. А има комбинирани препарати кои имаат внатре кортизон. Кортизонот не е на цело лице и не може да се користи долг период. А има и комбинирани препарати, иако во Европа се забранети, ама на други места може да ги добијат со хидрокинон. Тоа е едно интензивно средство за депигментација, кое е од Европската агенција за лекови кај нас на пазарот е во Европа исфрден поради одредени други своји ефекти. Несакани ефекти кои што може ги даде. Само да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог, е во студиото на Телма. Тој ќе ги даде појаснувањата на сите ваши и бројните наши дилеми на темата на која што говориме. Дали оние лица кои што имаат, дали оние луѓе кои што имаат масно лице, масна кожа, склона на акни, сонцето може да направи дополнителен проблем? Може да направи, меѓутоа може да направи и бенефит. Зависи како на тоа што ќе се случува и што тие пациенти користат. Да речеме, ако користите многу масни кремови, особено за заштита од сонце, тие може да ја запушат кожата, порите и да ги интензивираат акните. И наместо да предизвикаат подобрување, да предизвикаат влошување. Од друга страна, сонцето понекогаш може да направи една иритација, еден флер, едно црвенило, кој исто така може да направи проблем кај пациенти кои веќе имаат акни, да ги дополнително воспали. Но ако паметно се изложување на сонце, сонцето може да ги исуши оние акни што се јавуваат на лицето и може да има и позитивен ефект врз лицето. При изложување на сонце, понекогаш се случува некои луѓе да имаат проблем со алергија на сонце. Зошто таа се јавува? Алергија на сонце. И на кои делови на телото може да се забележи? Често пати се што ќе се јави на кожата има еден обичај кај луѓето, се што ќе се јави на кожата во летно време, особено изложен дел, тие го нарекуваат докторе добив алергија кога ќе дојат од сонцето. Најчесто се работи за нешто што не е алергија од сонце, меѓутоа може да се случат и такви работи, постои тоа се вика соларна уртикарија која се јавува под дејството на сонцето, секогаш е на деловите од телото кои се изложени на влијание на сонцето, меѓутоа често пати се тие дерматити кои ги добиваат луѓето резултати на влијанието на другите фактори, најчесто на типот на препаратите кои ги употребуваат, кои се несоодветни за кожата, па кожата може полесно да изгори, меѓутоа исто така и на влијание на комбинација на други фактори, претераното влегување во вода, сушењето на кожата и така натаму. А што е со оние кои што имаат многу бемки на телото? Дали кога ќе се изложат на сонце треба да ја заштитат целата кожа или пак да посветат посебно внимание на бемките?
Бидејќи некои ги мачкат, знаете како, бемка по бемка. Со крем со заштитен фактор. Кожа да се мачка во целост. Значи не е бемка по бемка, се мачка во целост и треба да биде заштитена цела. Аха. Имаме двајца гледачи, ќе им дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за првиот од нив. Добар ден за првиот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме во програма, сте повелете. Вака се, јас имам поточно за тебе баш последно што го комунициравте со докторот, алергија од сонце. Уназад неколку години, значи, пред одмор, користам неколку денови таблетарна терапија околу алергија на сонце. Се мачкам со фактор 50, да речем добри препарати користам за сонце, меѓутоа сепак изложеноста, особено кога сме на одмор или на покрај море, ми се прават огромни црвенила по телото, вруќанички што ме чешат. Зборот, прашањето ми е до докторот колку време, да речем, пред, особено да прашувам стрикно за одмор, колкав период пред одмор би можела да користам и што би било најдобро да користам за да го спречам ево ова што го кажав како проблем. Сметам дека ми е алергија од сонце. Вие сметате дека добивате алергија на сонце, што би можело да се направи, докторе? Може ли нешто да се направи за да се избегне ваков проблем? Да. Може да се користи антихистаминик некој, ако се работи, пак се зборуваме во условно, заради тоа што не знаеме, не знам дали тоа што вие го зборувате е алергија од сонце, меѓутоа доколку се работи за алергија од сонце, која вие сметате, меѓутоа треба и доктор да види дека да потврди дека тоа е така. Тогаш она што би требало да се користи, тоа може да се користи превентивно недела дена пред да отидете антихистаминик од новата генерација. Значи тоа се обично биластин, најновата генерација на антихистаминици која советуваме, кои може да се користат во подлог временски период без никакви штетни ефекти по организмот, нема да ве тераат на спиење, нема да имате никакви други, да кажем, несакани ефекти, единствено ќе направат блокирање тие на хистаминот кој ги предизвикува тие алергиски реакции, ќе се чувствувате добро. Покрај тоа заштитен фактор за сонце хипоалерген, за сензитивна кожа да користите и навечер да користите емолиент. Кожата не вие и сите кои одат на сонце, навечер треба кожата да се хидрира со обични кремови, за да не биде сува, да не биде изгорена. Значи не е седно дали ќе се наедне со обично млеко за тело или емолиент? Не е седно, затоа што многу е важно каков тип на, ако имате сува кожа, вие треба да ставите нешто што е подлога за сува кожа. Ако имате масна кожа, не е исто како да имате сува кожа. Затоа треба да се ставаат кремови кои се соодветни за кожата и кои се медицински одобрени. Така. Имаме уште двајца гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден за следниот гледач, кој е неговото прашање. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Страшно од Билевсева. Јас имам псоријаза од 96 година. Така. Само ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката, а не преку телевизорот. Намалете го сосема тонот на телевизорот, можете и да го исклучите тонот. Значи разбравме дека имате псоријаза, така, од 96 година. Ослабев 12 кила. Добро. Само ќе ве замолам во континуитет да зборувате, да не прекинувате. Значи, ослабевте 12 килограми. Значи, слушаме сега, говорете сето. Да. Повелете, ве слушаме. И немам повеќе псоријаза. Од кога ослабнавте, повеќе немате псоријаза? Да. Добро. И плюс, одам еднаш месечно во Грција, на одмор. Така. Тоа што го кажува господин доктор. И еднаш одам во Суто море. Така одите на море, се бањате, предпоставувам, користите морска вода. И ми се изгуби псоријаза. И се чувствувате одлично, се јавивте да го споделите вашето искуство. Ви благодарам за вклучувањето. Што велите, докторе, за ова? Тоа е она што го јас спомнав на самиот почеток, дека кај некои болести како кај псоријазата, сонцето е лек. Всушност е лек, така. Таа фототерапија е лек и таа не од сега, тоа е опишано уште пред некои 50 години, се користи долго време во дерматологијата, фототерапијата кај псоријаза, и ние на пациентите им советуваме покрај онаа медицинска терапија што е при нас денес, многу развиена, да летниот период го користат да се сончаат што повеќе,
на тој начин болеста се става под контрола, може сосема да исчезне од телото, што во случајов е добро што таа не се повторува, бидејќи се работи за повторувачка болест на кожата, така да повторувачка. Вишок од килограми, докторе, покачената телесна тежина има некаква одредени, ама тоа се веќе, како да ви кажам, има одредени теории преку одредени механизми дека слабењето, намалувањето на телесната тежина може исто така да влијае на намалувањето на болеста, како што има одредени типови на диети без глутен и така натаму, што меѓутоа тоа се не се со силни препораки, значи не е нешто што е докажано, што медицината го потврдила. Она што е докажано и медицината го потврдила е тоа дека ако имате псоријаза треба да се сончате нормално повторно со почитување на оние препораки за сончење што ги даваме и дека сонцето за псоријаза, таа фототерапија што ние нарекуваме е лек. Ајде да ги слушнеме и следните гледачи. Има на вистина денеска голем интерес од гледачите да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за следниот гледач, ве слушаме, повелете. И доктор. И сакам да поставам едно прашање на докторот. Повелете. Дали слушаме? Да, ве слушаме. Кој е вашето прашање? Базоцелуларен карцином, дали освен хируршкиот третман има некои кремови, како се курадерот, или некој друг премози, да ми кажете. Така, можевте да разберете, доктора, да, добро. За базоцелуларен карцином, дали има освен хируршкиот третман и други алтернативни третмани. Ви благодарам за вклучувањето. Ама тоа вие не можете сами да го одредите. Тоа е карцином кој што се создава како последица на изложеност на сонцето? Тоа е карцином кој фактор број 1 е ултравиолетовото зрачење и тоа хроничната експозиција на ултравиолетовото зрачење. Најчест тип на карцином во човечката популација. Каде се појавува обично? Обично на изложените делови на сонце. Меѓутоа, она што е добро, што е тоа е карциномот со најдобра прогноза воопшто од сите карциноми кои постојат. Значи, често пати ние дури кажуваме дека што е неправилен, го нарекуваме семималигни, значи не е целосно малигни, он не метастазира во лимфни јазли, во крвни садови, не дава оддалечени метастази, туку расте само локално. Ама тоа не значи дека не треба да се третира, затоа што јас сум видел луѓе кои останале без нос, без уши, без око, заради тоа што го чувале 20 години да расте тој карцином, плашејќи се нешто да направат. Сега на прашањето како да се третира, број 1 терапија хируршки да се исече. Ако е многу мал, може да се третира со течен азот, така наречената криотерапија или криохирургија, значи со минус 70 се смрзнува повеќе пати, тоа не може наеднаш, во период од некој, да речеме, неколку месеци се вршат третманите за да тоа се уништи. Има еден крем кој може да се користи, тоа е имунотерапија со алдара, еден вид на локален цитостатик, имиквимод. Меѓутоа, тоа е нешто што вие самите не можете да го одлучите. Ако се работи за голем тумор, значи со големина поголема од, не знам, некој 5 мм, тогаш она што јас го советувам е да го види доктор и да се третира хируршки. Може да се третира и со зрачење, кај многу возрастни луѓе. Кај, да речеме, сега имавме пациентка која е многу возрастна, која реално хирургијата е дискомфорт, се работи за пациент на 85 годишна возраст, кај што ако е на специфична локализација или ако е многу широк, па треба да се прави потоа тиреш трансплантат да се префрла, тогаш е советот да се зрачи со рентген зрачење, на тој начин исто така имаме многу добри резултати. Значи пациентот би избегнал операција и долг период на опоравок и само за 2 недели зрачење кое се прави, мислам, по 5 пати во неделата. 2 пати по 5, значи 10 пати ке се тој процес санира. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се јавам од Битола. Така. Сакам докторот да го прашам, а воедно и ве поздравувам и пајцата. Благодарам. Дерматит екзема е на девојче кој веќе направи 10 години. Али проблеми има јатната, постојано се чеша. Што препорачува докторот, која крема може да ја користи, мајка и прави повеќе нега, јас сум баба, меѓутоа ми е жал да ја гледам.
Така, па. Како постојано се чеша. Сакате некаков совет да ја дадете, за да помогнете на вашата внука. Ви благодарам за вклучувањето. Атописки дерматитис може да перзистира и на таа возраст, докторе, на 10 години? Што може да ви кажам? Да не берете гаље за кратко време кога ќе почнат лојните жлезди да работат повеќе, значи тоа е некаде во пубертетот почнува, значи за не сега ќе почне тоа да се случува, кожата ќе станува многу помасна, помачкана и таа атопија природно ќе се повлекува. Значи атопијата е резултат на сувост на кожата и секој четврти човек се раѓа со малку посува кожа од остатокот од популацијата. Но со текот на времето, оваа болест која е повторувачка, која се повторува, луѓето, децата, па и возрастните, може да се и во возрастен период, се чешат, со тек на време, поради лачењето на лојните жлезди, се помал број на луѓе ќе имаат проблеми со атопискиот дерматитис, но она што е особено важно и за деца и за возрастни е кожата да се мачка со така наречени масни подлоги. Дали ќе биде тоа обичен вазелин или ќе биде некој од овие медицински брендирани производи кои постојат на пазарот, тоа е сеедно, битно е да се тоа специјализирани кремови за сува кожа и тоа да се прави минимум 2 пати во текот на денот. Кожата се мачка со текот на времето, со мачкањето таа ќе станува позаштитена и рецидивите нема толку често да се јавуваат. Ако е многу воспалено, може малку локален кортизон да се мачка на некои места краткотрајно, не долготрајно, значи не повеќе од 2 недели, а доколку перзистира, трае тој дерматит и повеќе време, има и други средства како што е еден препарат кој се нарекува Елидел, кој може да се употребува подолготрајно на тие места кај што има екцем. Меѓутоа во секој случај тоа е работа која треба да ја ординира вашиот доктор дерматолог кај кој вие одите во Битола или било каде во државата. Нашите дерматолози во Македонија се добро тренирани, добри стручњаци и каде и да отидете можат да одговорат на задачата и да ви дадат квалитетна здравствена заштита. Докторе, пред малку го споменавте базоцелуларниот карцином, кој што е поврзан со изложувањето на сонцето, но тука е еден многу поопасен карцином, тоа е меланомот, за кој што постојано се предупредува во медиумите и вела да се заштитиме од сонцето, бидејќи всушност сонцето е најголем виновник за неговата појавност. Дали меланомот се формира на веќе оформени бенки? Или пак се тоа најчесто нови промени на кожата? Како изгледа? Како да забележиме дека имаме некаков проблем кој што би асоцирал на овој опасен карцином? Меланомот е секогаш меланом од самиот почеток. Значи, многу време одамна сметавме дека бемката се трансформира во меланом. Не се трансформира бемката во меланом. Проблемот е што дел од меланомите на самиот почеток изгледат се непрепознаени, изгледаат како бемки. И заради тоа нешто што од самиот почеток е нешто што почнува да се развива, некој меланом не е препознаен. Значи тоа е нешто што денес се победливи се доказите во медицината кои одат во прилог нова. Затоа кожата треба да се контролира за да се препознае меланомот во самиот почеток. Тоа е најчеста причина за смрт од кожните болести. Многу поопасен од овој претходно што зборувавме базоцелуларниот карцином, брзо дава метастази, но што е предноста? Предноста на денешното време е една метода која се нарекува дермоскопија, која за 60% го подобри раното откривање на меланом. Значи, да се открие во пораните фази. Зошто е тоа важно? Заради тоа што ако се открие во нулти стадиум, значи како меланома инситу, излекувањето е 100%, како да не сте имале тумор. Што се вади и не правите никакво испитување. Треба да се извади само по соодветен протокол и тоа е тоа. Нити се испитува нешто, единствено што треба да се следите во текот на животот да не се појави некој друг. Некој нов, така. Значи, ако се фати во првиот стадиум, исто така е 97-98%, 99% зависи сега од тие субтипови, дали е 1А, 1Б и така натаму. Значи, колку порано се открие болеста, толку преживувањето, односно излекувањето е поголемо, а ако се открие доцна, тогаш за жал многу брзо метастазира и шансите за излекување се помали. Иако модерната медицина денес има развиена добри средства за лекување и на метастатскиот меланом. Колку често треба да правиме превентивни прегледи на промените на кожата за да се утврди дали има меланом или не? Спрема протоколите еднаш годишно тоа треба да се прави, тоа е она што го советуваме на сите. Точно ли е дека понекогаш меланом може да се појави на кожа која што никогаш не била изложена на сонце? Може да се појави на покриени делови на тело, да речеме најчесто кај мажите се појавува на трупот.
од телото, за разлика од жените кои најчесто се појавува на нозете или на лицето, но може да се појави на било кој дел од телото, може да се појави на слузници, може да се појави на кожа што е тотално неизложена, на стопалото на ногата одоздола на сонце, може да се појави, да речеме, во окото сме виделе меланом, значи постои меланом на мозочните обвивки. И на цревата некаде прочитав. Кој што е кој веројатно потекнува тие од клетки кои продуцираат пигмент кој ги има во обвивките на мозокот. Така да има различни можности. Дали добив знак дека имаме гледач? Добар ден за него. Не, нема време да го вклучиме. Докторе, ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. Обработивме една тема која што е во моментов многу актуелна, бидејќи следуваат и летните одмори, но како што споменавте, негата за кожата треба да биде секојдневна, не треба да се нанесуваат креми со заштитен фактор само кога сме на плажа или пак сме на планина, туку тоа да биде дел од животната култура. Да, тоа треба да биде дел од секојдневната навика и ваквите емисии се навистина добри затоа што поголем дел од луѓето може да ја чујат кои се ставовите на модерната медицина по однос на ова прашање. Важно е да се штитиме од сонце. Така, да се штитиме од сонцето и паметно да го користиме. Тоа беше се, почитувани во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Му благодарам и на професорот Андре Петров за гостувањето во студиото. Се гледаме секој работен ден на Телма. Ви посакувам пријатен ден.